100% македонско. 100% музика на кирилица. Макс Сцена на радио Слободна Македонија. 8 часа, 8 минута по 11 часот, второ издание на Макс Сцена во новата 2018 година. Добар ден Македонија и добродојдовте во едно ново дружење резервирано за 100% македонска музика. 60 минути музика на кирилица, 60 минути резервирани за промовирање на домашната македонската музичка сцена. Јас се поканувам на дружење да бидете заедно со нас си до пладне до 12 часот и денеска, како и во сите останати изданија на Макс Сцена, ќе имаме интересна гостинка со која што ќе зборуваме токму за тоа, за новите синглови, за новите видеозаписи и за се она што се случуваше во изминатата 2017 година на музички план. Ивана Крстевска, уредник и водител на Макс Сцена, а мине друштво денеска ќе ми прават Далибор Зафировски и Никола Јовановиќ. Така што бидете заедно со нас до самиот крај. Ако е нашата денешна гостинка, ќе дознаете од она што ќе го слушнеме во продолжение. Најголемите македонски хитови. Музика на кирилица. На радио Слободна Македонија. Се надам дека веќе сте добро стационирани на вашите места и спремни сте да слушнете уште едно ново интересно искуство на млада талентирана наша авторка и пејачка која што навистина од големо значење може да се каже за македонската јавност, девојката која што по широката македонска публика ја запозна со глумењето или учествувањето во мюзиклот Тајна моја, кој што беше посветен за 10 годишнината од смртта на Тоша Проевски. Антонија Гиговска, гостинка во денешното издание на Макс Сцена. Добар ден, добар ден дојде. Иако тебе ти е добро утро, затоа што си нели на зимски распуст и ова ти е периодот кога треба да се одмараш или да спиеш повеќе. Знам како што сме правеле ние кога сме биле на зимски распуст, нели, меѓутоа, еве јас вака ќе ти се извинам јавно затоа што те натерав внутринава да станеш порано за да ни бидеш гостинка, за да збогатиме нели програмата на Радио Слободна Македонија. Антонија, ајде како ти започна годинава прво те прашам како го западна паричката? Кај мене. Ете, ти уште една успешна година за тебе. Ќе биде како 2017 ти беше навистина издаден некои 3-4 синглови кои што навистина се вртат постојано по радиостаниците. Не време се уште се нема спуштено од топ листата од кога е објавена негде после летото или есента 2017 година. Еве, 2018 ќе ти биде сигурно уште една поуспешна година. Дај Боже, со оглед на тоа што кај мене се падна паричката, се надам дека и оваа 2018 ќе имам многу среќа и еве да најавам дека спремам нов сингл, веќе готов. Но чекам уште видеозаписот да се сними и се надам дека ќе ми се допадне на публиката и на гледачите, слушателите и се надам дека повторно ќе гостувам во Радио Слободна Македонија, како и секогаш вие први. Да. Секогаш да се испромовираме нели прво новата песна која што ќе биде добро се започнуваш искрено 2018 чим најавуваш уште веднаш на самиот старт нели нов сингл плюс со видеозапис, така што и веќе си ја започна значи работа на година. Да, работно започнав. Искрено вака убаво ми е на распуст, имам повеќе време да се посветам на кариерата и на она што сакам навистина да го работам покрај школата, нели. Се надам дека оваа година ќе ми пројде онака супер, како што треба, бидејќи изминатаа година поминав низ многу работи, имав многу настапи и така натака и нели синглови. Се надам дека оваа 2018 повторно ќе започнам со овој сингл што следува. И не видиш како се вика? Да ти кажам дека се уште не знам како ќе се вика, има некои 2-3 имиња кои што се уште се двоумиме со Лази и Соена, но мислам дека ќе одбереме супер име. Така, повторно работиш, значи, со луѓето кои што стоеа за тебе, за невреме, мислам дека и светлина во мрак, браќата ти сестрата Лазар и Ина Цвитковски. Што е оно што навистина сакаш да го направиш нешто ново во оваа година, нова? Некој предизвик за тебе си замисли, не знам, некоја желба кога
чук на 12? Па некој предизвик може би бил она што следува во спотот. Ќе откриам дека ќе танцувам, може би, и морам да ослабам некој кило плюс. За да се јадеш за празниците, нели? Да, па бога ми се јадеше, да ти кажам, и мора да ослабам за тој предизвик да го остварам. И така повторно се лази со една ќе соработувам. Навистина им верувам и не време и светлина во мрак, мислам дека многу добро пројде и гледам дека и се слушаат и веќе на неврем има 300.000 или помалку од 300.000, 200.000 нешто. И задоволна сум навистина како проаѓа, како влагам во кола, слушам во радио и светлина во мрак исто така. Задоволна сум и како преда Макфест, погледни ме, 3-то место со Киро Костов и Миодраг Варчаковски. И навистина сум задоволна како ми пројде ова 2018 година. Во 2018 година повторно во март одам за Израел, во Ерусалим, на фестивал, бидејќи нели фестивалите се мој предизвик секогаш и се обидувам да не ги изоставувам во никој случај, да продолжам со тоа понатака. Така, фестивали во категорија на тинејџери или фестивали како што е Макфест тука, на каков е фестивалот во Израел на кој што ќе настапуваш? Па има фестивалот има луѓе од сите земји. Настапувам нели претежно со поголеми од мене или над 16, па и нагоре 30 години, така. И предизвик ми е да настапувам со поголеми од мене и со поискусни. Така, истата и 2017 година ти се одбележа со неколку фестивалски гостувања, како во нашава земја, но и негде надвор беше, знам дека. Да, бев во Италија на фестивал, каде што си поменав многу убава. Исто така бев во Белорусија и на Славјански базари. Навистина ми е многу драго што еве имам нешто позади мене со што можам да кажам дека сум горда. Убави искуства напред се. Јас навистина знам дека и ќе имаш уште многу нови такви искуства, ќе се збогатува твојата CV, да речам некој начин, твојата биографија со тоа што ќе имаш повеќе време, можеби дека ќе завршиш школувањето, затоа што средна школа нели се бара малку повеќе обврски, 8 часа не е малку да седиш во клупа и плюс дома да дојдеш и да пишуваш домашни и да учиш. Меѓутоа, ајде ќе направиме кратка пауза за реклами и потоа ќе ја слушнеме Погледниме, затоа што ја спомена нели од Макфест, па се враќаме во студијата. 100% македонско. 100% музика на кирилица. Максцена на радио Слободна Македонија. Максцена на радио Слободна Македонија. Дали во ништо се испробува тука нови фончиња, нова музика? Ако ние ќе се навикнеме на се разбира. Тоа беше на Антонија Гиговска предмалку, ја слушнавме, со мислам дека тоа беше последниот сингл од тебе, Погледниме, песна која што ја изведе на минатогодишното издание на Макфест. Ајде малку за искуството таму, на честитки пред се нели за 3-то место, не е нели мала работа. Поготово знаеме кај нас нели како функционираат фестивалите, меѓутоа 3-то место од таму околу 30 на изведувачи не е воопшто мала работа. Да, па искуството на Макфест можам многу да зборам. Втор пат, нели втора година ми е на Макфест. Се надевам и 3-та година ќе биде. Искуството е преубаво, навистина се дружиме, мислам, нон-стоп се дружиме, искачаме, таму поготово кога сме, се дружиме нон-стоп, како и на сцената, така и позади сцената. После секој издание на Макфест излегуваме во диско, мислам, сега претходна година не, затоа што сите беа уморни и некако таа еуфорија од целиот настап што ми се случи, некако повеќе сакав да одам негде со моите родители, со мојата фамилија и така натака. Ми дојде многу поддршка, како и секогаш на секој настап имам многу поддршка, роднини, пријатели кои што доаѓаат да ме гледаат и повторно на Макфест беше преполна публиката и многу ми е драго што сакаат луѓето да видат што се случува таму и да не поддржат, да слушаат македонска музика и
Задоволни сме. Втора навистина. година поред учествуваш и втора година поред трето место. Колку си ти задоволна од пласирањето на минатогодишното веќе издание на Макфест? Па задоволна сум навистина и луѓето со кои што соработувам. Сакам да напоменам поготово за стајлингот, од кој што сум премногу задоволна и да ја поздравам во овој момент Ива Спасовска ателиер кој што се погрижи да сите зборат како сум облечена и навистина да ги имам сите пофалби од сите и драго ми е што соработувам со такви талентирани луѓе како Ива Спасовска. Секако да не ги заборавам и Fashion Group, Mango, Fashion and Friends и така натака, кои што исто така се со мене во било кое време. Да не го заборавам исто така мојот драг пријател пред се, Даниел Николовски, кој што во секое време е со мене и дури 2 пати дојде во Штип и на полуфиналната и на финалната вечер да ме подржи, да ме среди, да ме нашминка, да ми ја направи фризурата и навистина сум задоволна што соработувам со такви луѓе како нив. Така, на двата настапи на Макфест, односно двете години, соработуваше со истите композитори, со истите автори. Можеш да одвоиш која песна ти е подрага, дали за нас, со која што настапи во 2016 или погледниме со која што настапи минатата година? Па искрено за нас, поради тоа што некако Свет виши прва песна, мислам дека? Да, последнава песна, погледниме, беше за многу кратко време снимена, бидејќи Чико Кира беше на одмор и некако се врати и во рокот 2 дена се сними песната и веќе беше пратена на Макфест. Немав некое многу доволно време да се подготвам за таа песна. Добро беше, мислам, јас сум задоволна и од соработката во студиото со Тино Скендеровски и подготовките течеа така. Се беше брзо и некако немавме многу време за експериментирање, но среќна сум што заврши како што треба и задоволна сум исто така и од оваа песна. Имам многу коментари кои што сум задоволна исто така и драго ми е што има позитивни коментари пред се. Така, иако нели си изгледа така совршено нели на сцената, можеш да се сетиш на некој настап што ти се случил непријатен, можеби некој интересен или нешто пошто ќе го паметиш некој настап, дали било на некој од гостувањата, настапите во нашава земја или пак негде каде што настапуваш надвор на фестивалите, надвор од нашава земја? Да, па ќе го издвојам оној во Русија, во Москва, каде што ја промажив скалата. Паднав и мислам тука беа сниматели и нели целата публика која што се надам дека не ме виде, не беше така, мислам од страна беше, ама се надам дека не ме видеа. Тој ќе го паметам и на Пинкови звездички, на настапот Не дам на тебе, мислам дека беше. Во последен момент ги облеков велетанките на мајка ми, кои што беа гумени и нели се лепи ногата. Излагав нели по скалите и ми се одвои како да така побрзо да проидам, инаку ќе ја изгубев по пат. Едно време ми текна да ги се облечам, викам ајде сега да не биде премногу експлицитно. Да, и викам ајде, проиде. Никој не ме виде. Добро, ете, тие некои моменти кои што ќе се ги чуваш за себе или може само и ти се ги знаеш, може би во Русија никој од публиката не те видел дека си паднала. Ајде ќе направиме уште една кратка музичка пауза. Едена од моите помилени, меѓутоа не знам која ми е помилена, дали е оваа или не време, двете се прекрасни номери, Светлина во мрак. Најголемите македонски хитови. Музика на кирилица. На Радио Слободна Македонија. Најголемите македонски музички хитови во 60 минути на Радио Слободна Македонија. Интересен и пријатен разговор со младата и талентирана се уште 16 годишна Антонија Гиговска, која што учи во Средното училиште на град Скопје
во гимназијата Јосип Брос Тито, знаеш дека јас учев таму? Знам, кажа. Ај ќе си ги поговараме малце професорите, после не уствари ти не смееш, си што учиш таму, немаш такво. Не смем, ки ти си подобро. Добри беа. Еве, оценка една за професорите 5.00. Затоа што нели оните оценуваат таму на тестови, во дневник со испрашување, сега ти вака јавно мораш да ги оцениш нели никогаш. Антонија, која желба на пример, која што ти била родена, не знам, од малечка, која што си сакала да ти се оствари, си ја направила? Дали музиката беше твојот сон? Затоа што знам дека на Пинкове звездички си имаш пријавено сама. На Пинкови звездички брат ми ме пријави искрено. А знаеа твоите родители? Да, па тој го откри мојот талент и кога ме слушна прв пат во соба како пеам, одма ги викна мајка ми, татко ми да ме слушнат и инсистираше да се пријавам на некој шоу како Пинкови звездички или бев и на X Factor неколку пати, ама не испадна нешто посебно. Искрено желба од малечка покрај музиката секогаш ми била глумата и драго ми е што ми се оствари тоа со мюзиклот Тајна моја и многу ми е жал што не го нема веќе на репертоарот, но се надеваме сите дека 8 или 9, мислам дека 8. Само во Скопје, така? Немаше на другите? Да, требаше да има, нели, турнијата, но... Низ Балкан, знам дека требаше да има во Словенија, Загреб, во Србија. Да, требаше, но не ги знаеме причините зашто и се надеваме дека, мислам, јас имам некое предчувство дека ќе се игра и... Па и паричката кај тебе во 2018 година можеби повторно ќе ти се врати, нели, сонот да бидеш на сцената како глумица, покрај тоа што како пијачка. И нели глумица мора да пофалам уштинашка јавна затоа што беше навистина одлична и мене ми искрено многу криво зашто повеќе не се игра мюзиклот Тајна моја, за кој што навистина имаше потрошено многу работа во сите вас, во сите вие млади таленти кои што излеговте од таму и сите ваши нели ментори кои што беа и кои што работеа цело време со вас. Меѓутоа да се надеваме дека има нели подобри времиња, дека повторно ќе имаме можност да го погледнеме негде мюзиклот Тајна моја, дека ќе ви се исполни вашиот сон да заминете на таа турнеја низ Балканот, па и луѓето кои што навистина знаат да го ценат и почитуваат нашиот Тоше Проевски, сакаат навистина да го погледнат мюзиклот и затоа нели требаше да биде таа балканска турнеја низ земјите од Балканот. Меѓутоа, оно за кое што сакам да позборуваме малку во продолжение, пошто ќе паметиш ти 2017 година? 2017 ќе ја паметам најмногу по Невреме и светлина во мрак, бидејќи задоволна сум пред се од коментарите. Преубави коментари добив и за Невреме и за Светлина во мрак и навистина ми е драго што соработувам со такви луѓе како Лази Ена, кои што некако ме прават горда на своите синглови и би ја паметала најмногу по тоа што имав многу настапи, исто така по Тајна моја, која што ти се освари еден детски сон. Уште еден сон и искрено многу ми е жал поради Тајна моја, но се надеваме сите и стискаме палци дека повторно ќе се врати, но истина ни фали дружењето меѓу нас, ни фали режисерот Тони Михајловски да се смееме малце поише, да нараздвижи по Сабајле и навистина пробите трае многу долго, беа околу 24 часа, значи цел ден од 7 Сабајле до 1 вечерта и навистина толку труд не вреди да се фрли во вода, туку така и се надеваме дека ќе се врати. Така, споменам пред малку, не знам, јас не го знав досега за тебе, дека исто така покрај тоа што си сакала нели да пееш и сакала да бидеш глумица, за една година веќе ќе треба да се одлучиш на која академија ќе се запишеш, што ќе биде тоа, дали музичката или пак факултетот за драмски уметности? Па искрено се мислев дали не за глума, не размислав за драмски уметности, но сакав или музичка академија во Бугарија или нешто сосема поинакво и мислам дека се одлучив за нешто сосема друго. Сакам да студирам психологија. Значи си пак музиката нема да биде твоја примерна професија. Јас искрено сакав да работам како психијатар. Си размислував пред некој време, но
треба да се заврши медицина, а не ми иде баш со биологија и мислам дека сепак ќе биде психологија, но има време уште една година. Уште една година да се одлучиш за тоа на Каде ќе го продолжиш твоето образование. Она кое што кажа, нели, како ти се одбележа 2017 година, имаше многу отсуства, се надевам дека, нели, од училиштето. Како реагира на тоа твоите професори? Па, искрено, сега оваа година не отсуствував толку многу време, додека се надпреварував во Пинкови звездички, не бев во школа некои 2-3 месеци сигурно. Исто така додека траеше тајно моја, бидејќи од секој можен ден имав проба и не би можела цело време да постигнам, нели, со учењето и, нели, да одам во училиште. Но оваа година, како велат моите другари, те видовме повеќе време во школа, се појави и секако имаат разбирање, нели, кога треба да отсуствувам негде. Голем поздрав до директорката на училиштето, Јосип Брос, исто така до мојата класна, до сите професори кои што имаат разбирање и до тие што немаат разбирање, но ќе го добијат некогаш, можеби. Од каде потекнува љубовта кон музиката? Имаш некоја, не знам, потекло, некој во фамилијата музикален, некој што се занимава со музика? Скоро сите. Татко ми бил свирал на хармоника, имал свој бенд порано. Мајка ми игрорка, брат ми игрорец, тичко ми игрорец, баба ми пеела. Значи сите сме некако цела фамилија, ни музичка фамилија, да. Но не размислував како малечка дека, нели, ќе станам ова што сега сум, дека никогаш ќе бидам пејачка, артист не би можела да кажам. Како малечка ме викна, уште од градинка ми има викнато на поточиња, но кога отидов таму, рекоа ајде без родители да влезете, без мајки, и почнав да плачам, тука и не ни влегов уопште. Така да бев многу приврзана за мајка ми што не ни влегов да пеам. Така да затоа не би рекла дека сум сакала да бидам пејачка, како малечка. Така, ти си од оние пејачки кои што немаат некое детско искуство во пењето, освен по дома, нели, или дека се тушираш, можеби сите сте си пееле, нели? Па некој се уште си пее. Направиме уште една пауза на музичка се разбира, ќе ја слушнеме првата песна од пејана од тебе, и тоа, нели, во живо на Макфест 2016 година. Тоа е за нас и Антонија Гиговска. 100% македонско. 100% музика на кирилица. Макс Цена на радио Слободна Македонија. Тоа беше Антонија Гиговска со за нас првата песна од пејана авторска, нели, од Незе, и тоа од пејана на Макфест, на еден навистина престижен фестивал, барем за таква важи во нашава земја, кој што ги немаме многу, нели, фестивали низ земјава. Имаш настапувана на некој друг фестивал во Македонија? На Езерски бисери имам настапувана. Исто така на леле, не можам да се сетам на името, затоа што дамна беше. Ми доделија награда Родена е звездата, или звездата се роди, не знам како беше точно. Задоволна сум навистина, посебно од Макфест, бидејќи се обидуваме да го зачуваме како тој еден престижен фестивал кој што не е во Македонија, и се надеваме дека со сите сили го зачувуваме и драго ни е поради тоа. Имаш некој посебен омилен фестивал на кој што си настапувала или омилена награда која ти од сите оние признанија кои што ги имаш добиено до сега? Што во земјава, па и надвор од неа? Да, па најмногу ми е драго за фестивалот во Литванија, каде што освоив победник на фестивалот. Мислам дека тоа беше минатата година, така? Не, тоа беше пред година и пол, така нешто. Драго ми е што запознавам многу луѓе каде додам, низ сите држави, и
секако ми е драго поради наградата победник на фестивалот и секако победник во мојата категорија. Таму навистина имаше луѓе кои што има многу добри вокали, спремни за сцена и веќе искусни луѓе. И беа се поголем, значи беа поголеми од мене, околу 25-30 години и нагоре. Јас бев најмалата. Мислам дека си кажеш што се настапуваш си најмалата. Да, и најмалата која што победила на тој фестивал. И навистина ми е драго што тоа се случи за многу кратко време. И фестивалите ми се случуваат за многу кратко време и многу награди во многу брз период. И се воза во лимузина. Некое ново искуство. Секогаш се поминувам супер на фестивали, каде додам, во било која држава, секогаш се дружам и пријателствата ми се некако пред се. Така, ни најави дека негде во март месец ќе настапиш на фестивал во Израел. Имаме некоја агента за тоа каде следно ќе можеме да те видиме и слушнаме? Па немам некој следен настап кој што е сигурен. Има се јавуваат многу луѓе, но не можам да постигнам се и каде што можам таму одам. И се надевам дека ќе има и понатака во 2018 година многу ангажмани, многу настапи и сите што ќе ме повикаат, се надам дека нема да одбијам, бидејќи пред се обидам да не одбијам ниеден настап и да не повредам никога. Така, покрај работно кој што ти започна 2018 година, како Антонија си го поминува зимскиот распуст? Па најмногу во спиење, во шетање, во подготвување на новиот сингл, видеозаписот и така, со фамилијата. Не читаш лектири? Или не би дадо? Не читам лектири. Не. Нима да слушна професорката по македонски јазик само. Па не, читав додека беше школскава година, сега додека не заврши, дека не почна распустот, се читав. И поздрав до мојата професорка македонски, Сијан Петка. Се надевам дека ќе продолжам да читам и дека нема да изгубам желбата. Мислам, немам некоја желба за читање, ама така си, знам да си почитам повеќе книга отколку лектира. Така, што е оно што можеме следно да го очекуваме? Го најави новиот сингл, кога ќе биде готов, кога ќе ни дојдеш на промоција? Па, не знам точно време, скоро време, сигурно би било до крајот на месецов или почеток на февруари и се гледаме повторно. Се гледам и се слушаме така. Антонија, јас ке ти посакам да имаш уште многу успешни синглови во нова 2018 година. Макс Сцена започна со тебе инаку, ти си првата гостинка во новата година. Ете паричката, можеме така да ги бараме са гостиве, на кои пејачи им се падна паричката. Ајде пријавувајте се, пишете ни, ние ќе ве викнеме да ни бидете гости. Навистина ќе ти посакам уште една многу успешна година за тебе, да биде оваа 2018 како на музички план, така и во училиштето, нели, да не го заборавиш никако. И да се слушнеме и видиме повторно со промоција, односно ти прво нас ке не поканиш на промоција на видеозаписот, па после ќе си го промовираме и во студија. Секако ти благодарам и на тебе на поканата и да ги поздравам сите слушатели на Радио Слободна Македонија и да им честитам новата година, да бидат здрави, живи, среќни празници и да имаат многу среќа во оваа година. Така и за крај ќе слушнеме уште наш невреме, од моите омилени песни од пејани од тебе и тука негде ќе се одјавиме и ве закажуваме повторна средба веќе за идниот четврток со нови гости. Репризното издание, денешното издание на Макс Сцена е вечерва во 19 часот и во недела од 11 до 12 часот. Ивана Крстас, уредник и водител на Макс Сцена, техничка реализација Далибор Зафировски и Никола Јовановиќ, продукција Радио Слободна Македонија, јануари 2018 година. Чао, Македонија, имајте убаво попладне и секој е добро. 100% македонско. 100% музика на кирилица. Макс Сцена на Радио Слободна Македонија.